Дневник на телеканал А1, почитувани гледачи, добре дојдовте. Настаните на денот се следните. Прекин на сообраќајот на сите 3 гранични премини кон соседна Грција. На новиот ИПАРД оглас за другите и земјоделските компании можат да аплицираат за кофинансирање на своите проекти. Земјоделците од југоистокот заинтересирани. Втората меѓународна ликовна колонија која се одржува во Радовиш завршува утре. Започнуваме со дневникот. Собранието на Република Македонија пред полноќ со 62 гласа за, 44 против и 5 воздржани ја избра новата влада. Владиниот кабинет на премиерот Зоран Заев ќе има 25 министри. Пред гласањето за избор на новата влада, Заев рече дека ќе работи на сплотување, а не на делење и одговараше на прашањата и забелешките на пратениците изнесени за време на дводневниот претрес. Пред Заев од собраниската говорница се обрати и лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, кој истакна дека со коалицијата за подобра Македонија ќе останат на бранникот на одбраната на државните и националните интереси на Македонија, но и во функција на развојот и напредокот на државата. Приземјувањето на мандаторот по однос на залетот во вознес за добивање на премиерската функција и тоа што потпиша дека нема да ја подржи тиранската платформа. Честитки за народот, кој мирно и упорно протестираше против тоа цели 80 дена, со цел да ја зачува унитарноста на државата. Честитки и до председателот на државата, но и до пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Никој од нас не се бореше да им ускрати нешто на албанците. Тие ќе добијат унапредување на користење на јазикот како што добија и во минатото. Но, во рамките на меѓународните стандарди, задржување на унитарниот карактер на државата и без загрозување на македонскиот јазик како единствен официјален јазик на целата територија на Македонија, а со тоа и кохезивен фактор на сите етнички заедници во Македонија. Од утре СДСМ ја презема одговорноста за водење на државата. Однапред знам дека најмалку во првите 6 месеци неспособноста ќе ја прикривате со префрлање на вината на нас. Ќе се занимавате со нас, ќе омалважувате нашата работа и тоа ќе се обидете да го представите како оправдување на вашите неуспеси, на нереалните ветувања и на неспособноста. Но после 26 години демократија, народот е толку свесен и толку искусен, што тоа нема да ви помине. ВМРО-ДПМН будно ќе го следи работењето на новото мнозинство и силно ќе се бори за интересите на државата. Државниот ќе остане пред партискиот и личниот интерес. Членството во НАТО и во Европската Унија ќе остане приоритет, но и грижата за фер решение на спорот со јужниот сосед. Народот и понатаму ќе може да смета и да се потпре на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, кои ќе останат на браникот на одбраната на државните и националните интереси на Македонија, но и во функција на развојот и напредокот на државата. Повикот за предвремени парламентарни избори останува отворен. Покажавме што е одговорна власт, што е власт која се грижи за народот, која ги исполнува дадените ветувања, која отвара нови работни места, која прави реформи и напредок. Уште еднаш ќе покажеме и што е одговорна, но и силна опозиција, која брзо, со подршка на народот, ќе се врати на власт и ќе го превземе водството за водење на земјата напред и создавање на подобри услови за живот. Ви благодарам. Сакам да се заблагодарам на владата која заминува за службата која вршеше за нашата заедничка Република Македонија. Многу остри зборови овие 2 дена имаше, но ако сета дискусија добронамерно ја сваќа. Тешко е да се оди во опозиција, посебно заради
сериозни сомневања, а повеќе никој повеќе нема да има контрола врз правосудството. Никој. Затоа и веројатно некогаш се употребуваат тешки зборови, лични навреди или слично. Пред изборите и после изборите сериозни лузни останаа во ова наше општество. Имаше албанофобија во Македонија. Овие лузни овде ќе поминат. Лузните кои што останаа се длабоки. Сакам овде пред камерите да им изразам почит за присебноста на председателите на албанските политички партии. Оти можеа и поинако да реагират. Беа испровоцирани. Има аргументација за тоа. И тоа е ред да го поздравиме и признаеме вечер во овде. Сигурен сум дека на сите им е тешко заради 27. април. Нема некој што му е лесно. Да испратиме порака да не се повтори никогаш повеќе. Ни во нашата Македонија, ни било каде. Преговарајќи за составот на комисиите, меѓу другото, исто намера заради побрзо носење на законот за екстерно тестирање. Господин мандатар, денеска прв пат, господин мандатар, времето ние треба да преминеме на гласање. Уште 10 секунди. Преговарајќи за составот на комисиите, секако и со намера да утре, ако може, собранието да дискутира и да одлучува по законот за екстерно тестирање покрај законот за изборите кои што заедно потврдивме да се одржат на 15. Прв пат, како парламентарно мнозинство, направи отстапка и даде на парламентарното малцинство, на опозицијата, да има во 6 комисии мнозинство. Тоа е инклузивност, тоа е прв пат во историјата. Во 5. Ако сум грешка, еве во 5. На ова гледам како можност да се вградиме сите и да имаме коректив од НАТО. Ако сме со искрени намери, ќе поминеме кај вашето мнозинство. Ако не сме, веројатно, тоа ќе си каже своите ставови. Да гледаме позитивно и на ова како нова вредност во демократијата во Македонија. И сакам сите да знаат дека јас и новиот владин состав искрено имаме намера да работиме на сплотување, а не на делење. Почитувани пратеници, со отворено срце и огромна верба дека ќе работиме заедно во интерес на сите граѓани и ќе работиме во интерес на нашата заедничка Македонија. Ја барам вечерва поддршката од вас за новата реформска влада на Република Македонија. Обид за убиство на поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. Според сведоците кои биле во зградата на Министерството, каде се случувало примопредавањето на функцијата, биле испукани неколку куршуми директно кон поранешниот министер Тодоров, но за среќа напаѓачот не успеал да го погоди. Министерството за внатрешни работи потврди дека денеска на Пладне пред Министерството за здравство лицето ЛС испукал 2 куршума кон поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. Од МВР претходно информираа дека во полицијата е пријавено дека во 12 часот и 5 минути физички бил нападнат поранешниот министер на улицата 50-та дивизија пред Министерството за здравство. Според информациите, велешанецот ЛС, според се уште непотврдени информации, со уште 2 лица од рано наутро го чекал Тодоров пред Министерството. Откако не дошол, напаѓачот се упатил кон домот на Тодоров. Тропнал на неговата врата, но откако видел дека тој не е дома, заминал назад во Министерството за здравство, каде што го извршил нападот. За среќа, никој не е повреден, а напаѓачот е приведен. Од полицијата се уште нема потврда за вмешаноста на други лица во нападот, но очевидци велат дека ЛС заедно со уште 2 лица цело утро бил пред Министерството. Тој по обидот за убиство на Тодоров е приведен. Никола Тодоров е надвор од животна опасност. А собранието на Република Македонија денеска напладне ќе ја започне 4-та седница на која на дневен ред се избор на членови на парламентарните комисии, како и измените и дополнување на изборниот законник и на законите за основно и за средно образование и за наставници во основните и средните училишта, сите по скратена постапка. Измените на законите за основно и средно образование и за наставници во основните и средните училишта, сите по скратена постапка се
се поднесени од пратениците од владеачкото мнозинство и со нив се предвидува укинување на екстерното тестирање на учениците. Продолжуваме понатаму со настаните од југоистокот. Најавениот еднодневен генерален штрајк на грчките царински служби, кој почна од вчера вечер, го стави во прекин со обраќајот на сите 3 гранични премини кон соседна Грција. На граничниот премин Стар Дојран денеска беше мирно и од она што можеше да се забележи на терен сообраќајот речиси редуциран поради известувањето кое вчера беше доставено од грчка страна до македонските надлежни органи. Забраната на овој премин се однесува на патничките и товарните возила, а пропуштани се само пешаци. Добар ден, прво ми не сме имали никаква информација због идеме од турска навага. Кога дојдеме тука на граница приметиме што е работа, меѓутоа цел ноќ тука и дали ќе продолжи со штрајк. Не се знае никога се пушта, меѓутоа добро што не пуштат пешки да се одаме да се јадеме нешто, иначе колона се малце повише од 3-4-5 километри и мислиме дека до вечер тако бива нешто добро, ако не продолжи они уште со штрајк, не се знаат, ни они сам не знаат што да ги кажат. Возилата си ги оставивте на грчка страна? Возилата ги ставиме на грчка страна заклучени и ми одиме со такси сега по јадење, нели тука нема што да се јадат, нема ресторанти и така. Неофицијално од патниците кои со своји возила се заглавени на грчката страна можеа да се слушнат коментарите дека грчките службеници ги пропуштале само оние возила со ладилници кои транспортирале одредени прехранбени производи. Во дел од македонските медиуми исто така неофицијално беше пренесено дека има шанси за кратко да се пропуштат одредени возила или камиони кои се итни случаи, но главно блокадата трае во текот на речиси целиот ден. Грчките службеници со штрајкот кој го нарекуваат предупредувачки, реагираат поради владините мирки за штедење. Моментално штрајкуваат цариниците и вработините во Министерството за економија и бараат подобрување на работничките услови и на платите, а за утре најавуваат и протест пред просториите на Министерството. Штрајк за утре најави и грчката железница, а поради тоа нема да се обраќа ниту еден воз во Грција во текот на целиот ден. 4-часовниот најавен штрајк од страна на грчките цариници денеска граничниот премин во Стар Дојран е речиси празен. Од тука добивме информација дека сообраќајот е речиси целосно редуциран, а се очекува штрајкот според последните најави да трае до полноќ. Во време трајање од 15 до 40 минути трае денешната блокада и на грчкиот преминев зони на грчката граница. Колона од возила од околу 600 метри се создава континуирано за излез од земјава, додека пак за влез на граничниот премин Богородица нема никакви задржувања, освен за царински формалности. Колони возила, сообраќаен метеж и нервозни туристи и патници кои чекаа и по 40 на минути на граничниот преминев зони да ја поменат грчката граница. Ваква беше денешната ситуација на македонско-грчката граница поради најавениот денешен штрајк од страна на грчките царински служби. Причината за блокадите според неофицијалните информации е поради ниските плати на грчките царинарници. Денеска целосно е блокиран товарниот сообраќај и 30 на камиони веќе се заглавени на граничниот премин, додека пак автобусите и патничките моторни возила се пропуштаат, но со повремени прекини во време трајање од 15 на минути. Забележлива беше фреквенцијата на лица кои пеш се движеа низ граничниот премин, но и видливо беше нетрпението кај повеќето возачи. Одиме за Грција, до недела остануваме таму. Значи во недела се враќаме, чекаме некаде околу 15 до 20 минути. Но сега нема нервоза, ама ќе видиме за понатака. Ако ни е спора? Релативно малку чекаме, релативно брзо сме дојдени, така да. Ќе видиме. Сега толку, некаде околу 20 на минути чекаме. Веќе пола сата. И још 2 сигурно. Ценим одавде. Ми кратко, 15 минута. Само што сме дошли. До сад нешто не е било овако никад. Добре, сабајле беше добро, сега е нормално. Има штрајк ујето и има проблем. Колку време чекате? Ние не чекаме многу, скоро пола сат и нешто повише, али се чека, си имаат они своето си го обавуваат. Значи штрајкот е најавен од царинарниците, не од полицијата. И во текот на денот ваква или слична слика ќе затекнат сите оние кои што имаат намера и план да отпатуваат до грчкиот сосед. На граничниот премин Богородица пак за влез во земјава, освен за царински формалности, нема поголеми задржувања. Засега се потврдуваат информациите дека штрајкот ќе трае до полноќ и нема други никакви најави за негово продолжување.
На новиот ИПАРТ оглас за другите земјоделските компании можат да аплицираат за кофинансирање на своите проекти. На стартот од аплицирањето голем интерес низ општините на југоистокот. Голем број заинтересирани земјоделци од југоистокот за ИПАРТ-2 програмата. Во споредба со претходните години, овој пат интересот кај земјоделците е поголем. На новиот ИПАРТ оглас кој трае до 23 јуни, за другите и земјоделските компании можат да аплицираат за кофинансирање на своите проекти. Од регионалниот центар на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Струмица вела дека има интерес и од индивидуалните земјоделци, но и од фирмите кои се занимаваат со земјоделска дејност од целиот југоисток. Најмногу се заинтересирани за набавка на нова механизација, но има и такви кои покажале интерес за реализација на повеќе крупни проекти. Интересот од страна земјоделските производители е знатно зголемен, значи може да се каже према нашата евиденција до денес за околу 20 до 30% е зголемена информираноста. Меѓутоа имаме веќе изготвено и технички предлог проекти. Имаме во текст изготвувањето на техничките предлог проекти, меѓутоа имаме и доста информирани кои се веќе во постапка на прибирање на документацијата, кој што е потребно за изготвувањето. И интересот е најповеќе во земјоделската механизација, значи набавката на трактори по одредени области, поледелство, овоштарство, лозарство и така натаму. Понатаму, што е од една интересна страна, значи малку што претходниот повик го немавме, значи имаме интерес и за зголемен интерес за изградба на објекти и откупни центри, како и ладилници, како имаме појава за индивидуални потреби, значи помали капацитети, меѓутоа имаме интерес и за изградба на поголеми капацитети за откупи и складирање на свежо овошје и зеленчук. Исто така имаме и појава на изградба на хидроелектрана со мал капацитет. Средствата кои ќе се добијат со оваа програма се за преработка на земјоделските производи, енергетските системи и за изградба на објекти и инфраструктурата. Парите од ИПАРТ-2 програмата се неповратни и се во висина од 60% од вложените трошоци. Завршува изградбата на улицата во населеното место Калугерица, која е по сите стандарди. Овие денови се асфалтираше првиот слој, а останува да се заврши комплетно со асфалтирањето и поставување на тротоарите со бекатон. Средствата за оваа инфраструктурна инвестиција се обезбедени од буџетот на локалната самоуправа и изнесуваат 8 милиони денари. Улицата е во должина од 565 метри, тротоари од 1,5 метри и ширина од 5 метри. Овој проект е еден од многуте со кој не само што се подобрува локалната патна инфраструктура, туку и се влијае на подобрување на квалитетот на животот на сите граѓани во општина Радовиш, намалување на разликите во условите за живот во урбаната и руралните средини, а особено на жителите на населеното место Калугерица. И уште една информација од општина Радовиш. Втората меѓународна ликовна колонија која се одржува во Радовиш завршува утре. Уметниците ги користат природните убавини околу манастирот Свети Ѓорги во село Ораовица за да ја покажат својата уметност на платно. Меѓународната ликовна колонија во Радовиш, која беше отворена на 29 мај, ќе трае до утре. На неа годинава учествуваат уметници од земјава, и тоа од Радовиш, Прилеп, Скопје, Пробиштип, Гевгелија и Неготино. Освен нив, учествуваат и уметници од Турција, Русија, Бугарија, Црнагора и Србија. Тие овие 5 дена максимално ги користат за да творат во природа на манастирот Свети Георгиј во село Ораовица. Како што вели Тодор Јовановски, уметник од Белград, прв пат учествува на оваа колонија и верува дека ќе прерасне во успешна манифестација. Ствараме традиција и мислим дека оваа колонија ќе прерасте во една значајна, знаменита ликовна манифестација. А инаку работим фигуративно сликарство, еве сме насликали Вашава црква во Радовиш и една балерина, после ќе работам со клавир, една девојка како свири така.
Работим се од пейзажи, мртви природи. Дел од многуте уметници е и радовишанецот Благоја Јованов, кој долги години се занимава со ликовна уметност. Тој вели дека прекрасно е чувството да се учествува на ваквите колонии на кои освен што уживаат во создавањето на уметничко дело, тие се дружат и со останатите уметници, не само од земјава, туку и од странство, и дека разменуваат искуства. Прекрасно е да се тука на оваа колонија. Јас сум веќе години човек, меѓутоа меѓу овие млади сликари, кои постари во странство, ние од нив и учиме, право да кажам. Сега прекрасно добро се тоа примени, ние работиме, сакаме да оставиме нешто за едните генерации и ние сме од основачите на оваа колонија, оваа втора поред година колонија и така. Меѓународната ликовна колонија во Радовиш се одржува втора година поред и полека оваа манифестација прераснува во традиција. Друштвото на ликовни уметници од Радовиш ја негува ликовната традиција веќе половина век, односно од 1966 година. Во продолжение да ги проследиме настаните од светот. Турски воен хеликоптер Сикорски се урна денеска во областа Сеноба во провинцијата Сирнак, јави турската агенција Доган. 12 војници загинаа во денешната несреќа на воениот хеликоптер. Хеликоптерот се урнал во округот Шарнак во југоисточниот дел на земјата во непосредна близина на ирачката граница. Според турски официјални представници, цитирани од американските медиуми, хеликоптерот удрил во далеку вод. Поранешниот шеф на кинеското биро за статистика Ванг Баоан е осуден денеска на доживотен затвор поради земање мито во вредност од над 22 милиони долари во период од повеќе од 2 децении. Пресудата на Ванг, шефот на кинеското национално биро за статистика, му ја изрече судот во провинцијата Хебеј кај Пекинг. Ванг беше обвинет за разменување политички услуги за пари, имот и деловни отстапки. Станува збор за еден од 5 новорешени случаи за корупција во државната администрација, објави кинеската новинска агенција Синхуа. Александар Вучик денеска положи заклетва во собранието на Србија и ја презеде должноста шеф на држава. Заклетвата ја положи на Уставот на Србија и на Мирославлевото Евангелие. Се колнам дека сите овие сили ќе ги посветам на зачувување на суверенитетот и целата територија на Република Македонија, вклучително и на Косово и Метохија, како нејзин составен дел, како и остварување на човековите и малцинските права и слободи, почитување и одбрана на Уставот и законите, зачувување на мирот и благосостојбата на сите граѓани на Република Србија и дека совесно и одговорно ќе ги исполнувам сите своји должности, посочи Вучик. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер ја обвини американската администрација дека бара билатерални трговски договори со одделни земји од Европската унија, нагласувајќи дека тој ќе го блокира секој обид за разбивање на единствената позиција на Унијата за трговија. Тие велат: ние не сакаме да преговараме со вас како Европска унија, туку со сите земји одделно, посочи Јункер. Тој истакна дека Европската унија нема да дозволи индивидуални договори меѓу САД и одделни европски земји. Дестабилизирање на времето утре и во сабота најавуваат метеоролозите. Според најавите на повеќе места ќе биде нестабилно облачно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Од УХМР соопштија дека локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме. Во наредните денови продолжува периодот на нестабилно време со пороен дожд, грмежи, појава на град и засилен ветер. Максималната температура ќе биде во интервал од 27 до 34 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, ова беше и последната информација за овој дневник. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно од мене.